Во моментов екипите на Канал 5 се во општините Центар и во Шуто-Оризари. Во Скопски Центар во средното училиште Јосип Броз Тито е Јорданчо Цветановски, а во Шуто-Оризари е Игор Манасиевски. Јорданчо, почнувам со тебе да чуеме како тече гласањето во Скопски Центар, каде што патем се бира и градоначалник на главниот град и градоначалник на општината. Така е, Борче, гласањето тука во гимназијата Јосип Броз Тито во Центар за сега се одвива во нормална гласачка атмосфера. Има некаква раздвиженост, меѓутоа таа можам да кажам дека не е нешто особена. И од избирачкиот одбор кажа дека за сега немаат никакви проблеми во врска од технички аспект со идентификација на луѓето и изборниот процес тече во пријатна демократска атмосфера. Да слушнеме што кажа дел од луѓето од избирачкиот одбор. Утрово на времена си го започнавме изборниот процес, немавме никакви потешкоти, да кажам, од технички аспект, така да уредно во 7 часот си го започнавме избирачкиот процес. Можам да кажам дека фреквенцијата е доста мала, но очекуваме во текот на денот да тоа нели се промени. Се надевам дека и во тек на денешниот ден гласачите ќе се потсетат нели на своите обврски како избирачи и дека ќе се задржи достоинството и мирот нели низ текот на целиот гласачки процес. Така, граѓаните што ги анкетиравме посака Скопје да заличи како што бил нели на времето, малце почист град, да нема толку проблеми со отпадот и акутните проблеми да се решаваат многу поедноставно. Проблемот со јавниот сообраќајен превоз го назначија како еден од најважните кои што во најбрз можен рок ините градоначалници и на град Скопје и на општина Центар ќе мора заеднички да го решат. Да слушнеме тука што кажа дел од граѓаните. Кои се вашите очекувања од новиот градоначалник на општина Центар? Да ги собира контейнерите секој ден, прво и основно. Значи, во 21 век со собирање на ѓубре не стана? Не само кај нас тоа проблем, има и во други градови исти проблеми, од разни причини, нашето се го исчистиме. Се е во ред од Сабајле да продолжи само вака до крај. Така, кои се вашите очекувања од новиот градоначалник и на град Скопје и на општина Центар? Па, ако не сите, барем дел од проблемите да ги реши во општината Центар. А оно што град Скопје е исто да продолжи да решава проблеми кои се акутни во моментот за Скопје. Така и неако во првиот круг од овие локални избори кои се одржа на 19 октомври немаше некакви посебни изборни нерегуларности и МВР немаше одредени ситуации во кои што мора да ги реши. Се надеваме дека и овај втор круг ќе помине во добра изборна атмосфера и дека граѓаните нема да се соочат со некакви ситуации кои би го нарушиле овој избирачки процес. Тоа се за сега сите информации, Борче, тука од гимназијата Јосип Броз Тито. Ние продолжуваме во следните скопски општини и следното јавување во 11 часот. Студио? Така е. Јорданчо Цветановски го имавме со информациите за текот на гласањето од Скопски Центар.